Дворот на 77 годишната Станка од село Црволево изобилува со прекрасни дрвца на кајсии. Лесно е да се одгледува, треба да се налее вода, да се подкопа и изчисти е онаа што бара едно дрвце кајсија, вели Станка. Многу е убаво кога од дворот ќе си скинеш тазе намирници за разлика од пазарот, додека да се донесат дома или ако пак постојат подолго време се расипуваат. Па са оваа пролет, травата да се очисти, да се покопуе и водица да му се дава. А кајсијата треба вода. Она да има вода повечко ќе ги удржеше, оно малку пованаги тоа сушат. Не е тешко. Многу убаво милине око куќа. И грози, и све да имаш нешто од свако дрвце, кромикче, лукче, све да имаш у дворот, све убаво. Ќе си скинеш тазе, лукче тазе, нешто што ти се јаде. А све на пазар дојдеш да го купиш, па треба да го чуваш дома, па се суши, па се расипе. Годинава, за разлика од претходната, е намален бројот на род на кајсиите во дворот на Станка. Вели доколку цветот го фати роса и слана, тогаш се проредчува, многу често и однемува плод. Со години наназад на кајсијата имало род и по 100 кг, но со текот на годините родот се намалува. Вели дека тоа многу зависи од временските услови. Лани повеќе имаше род. Ми се чини. Оти, знаеш што, у цвето што цвте ги ване некоја роса. Роса како слана и они за тоа се прорече. Негде однема ни ич. Сок на така има време, направи си сок. Таа е благосемка. И истреби семките, свари ги, процеди водичка нешто тамо намушиња, убриев ги. Компот може да се прави све. Сладко. Најчесто во нејзиниот дом кајсиите се користат за правење на сок затоа што кајсијата е благосемка. Сокот на начинот на кој го подготвуваат, најпрво треба да се отстранат семките, потоа да се варат кајсиите, да се процедат и да се стават во шишиња. Но понекогаш од кајсиите подготвуваат и компот.